Да, има побарувачка, имаме намера и ќе ви кажам колку број, едно по едно да ги почнеме. Со одговорите, околу 1500 вработени имаме во казино секторот, во казино бизнисот. Еве може да кажам дека околу слободно околу 1300 се потекнуваат од тие вработени општина Гевгелија, бидејќи топ менеджментот на сите тие фирми не се жители на општина Гевгелија, си ги носат газди со себе кај што ги менеджират. Зборам за директори, финансови директори, директори на човечки ресурси, тие се сепак првото ниво на менеджирање и тоа секој пат си го носи газдата со себе. Сето тоа што е подоле, другово е технички персонал и работен персонал од наши сограѓани, значи грубо околу 1300 вработени има. Дали имаме намера, да, веќе на урбанистички план што е донесен во опфатот на граничниот премин Богородица и Милци, има, мислам, уште 3 парцели за предвидени со таа намена, има маркици за хотели со казина, дали има интерес, има, и сето тоа се врти по јас што го имам искуството за година и 3 месеци колку сум градоначелник, година и 2 месеци, сите чекаат на своите деловни одлуки за со завршување на спорот со Република Грција, сака да го видат патот кај ќе фати Македонија. Дали ќе тапка во место или ќе одеме напред во евроинтеграцијата, што на мене ни на сон не ми паѓа, и знаејќи го премиерот Заев како ги води работи, дека ќе остави да тапкаме Македонија во место, мислам дека ќе го фатиме тој пат. Дури имаше посета летово од еден иницијатор, првичниот иницијатор за отварање на првото казино на граничниот премин. Тоа е кај Калифорнија, казино Калифорнија Ресорс, иницијатива 2005 не беше реализиран, повторно се врати летото, имавме контакт и се уште стојат на идеја да отворат казино, вредност 73 милиона евра инвестиции. Само ќе искористам ова прилика, сум поборник, тоа не го слушна во прашањето или не сте информирани, општина Гевгелија како општина нема никаков финансов добит од казината. Тоа го зборев јас и на ЗЕЛС и сум поборник за во степен на децентрализација. Нашата компаративна предност е да искористиме граничниот премин и пристото на казината, дел од давачките кои ги прават казината со години наназад влегуваат во централниот буџет. Значи општина Гевгелија освен само вработени има од општина Гевгелија кои примат плата. Денар не се слегува во касата на општина Гевгелија, во буџетските приходи на општина Гевгелија од казината.